Почеток на вториот дел, почитувани гледачи, по првите 45 минути 0 спрема 0. Надпревар во рамките на 10-тото коло на третата фудбалска лига Југ, а со број 11 влегол во игра веќе во вториот дел Ристовски Виктор и заработува жолт картон. Да, со број 17 еве исправка, Диковски Кире. Да. Започнуваат гостите во исто темпо како и во првиот дел. Притиснуваат со една цел, победата им е повеќе од потребно, бидејќи најавуваат годинава дека имаат состав за освојување на првото место. И до година неготивно сака втора лига. На местото на Миличевиќ, да. Во игра е Диковски Кире. Еве нов напад на гостите. Урдовите на гостите не гледам замена за сега, ако има нешто ќе видим и во текот на наредните минути, сигурно дека ќе видиме за што станува збор. Тутаркова. Цимишиќ. По десната страна Илиевски. До Најдов. И ова е гол аут. Ристов. Додека тој фрлува топката во игра, Ристов, Тутарков, Димчевски, Стојановски, Андов, Петковски, Цимишиќ, Михајлов, Кортиши, Јовановски и Диковски во игра. Кај гостите Соколов, Давчев, Гелов, Петковски, Трипунов, Милан Давчев, Најдов, Крстев, Дуков, Ганчев и Илиевски. Судија на натпреварот е Стојанче Трпчевски од Кавадарци, Драган Трпчевски и Панов Душко му помагаат. Никола Стојанов е делегат, а контролор е Благој Шоклев од Стојаково. Топка, 10 топки. Може наседнат на што се одиш. Дали се жали на гостинските фудбалери на повреда, дали Собре 15 тоа Стојче Крст, не Сашо Дуков, односно. Но како протрче и како отиде во 60-тникот, изгледа дека немаше ништо сериозно. Одлична интервенција на голманот Ристов, а сегова топка пропучена голот. Не можеше тука Ристов ништо.
Салути Ристов на неодлучноста на домашната одбрана, мора да бидат покатегорични. Ако сакаат вакви шанси неготинчени да не ствараат, но како притиска екипата на Вардар, ќе биде тешко да се одбрани. Ова е прекршок од страна на Крстев. Се постужи со раце. Андов. Продолжува Андов. И дали ќе стигне до упати центаршот? Да. Но немаше проблем домашната одбрана. Малку играчи во 16-тикот на гостите. За да биде нешто посериозно. И имаше таму прекршок. А сега враќа со прекршок играчот со број 8, Трипунов. Невнимателен. Го закаши таму Јовановски. Грешка. Но добро е таму што Тоше Димчевски искусно запра нападот на гостите, а сега Петковски гледа кого да проигра и се реши. До Тутарков. Диковски центаршут, но ова може во зона на удар и Андов е во ситуација. И ова беше најсериозна шанса. Одлична одбрана на голманот Мирко Соколов. Прекршок. Останува Вардар во напад, убава шанса. Ова можеше да биде доста опасно, но Милан Давчев лошо упати удар, изблокиран. Успеавме да разбереме и некој резултат. Прволец победа јуниор на полувреме 0:1, а 11 октомври Борец на полувреме 0:0. Организираат напад гостите. Илиевски. Давчев. Прекршок од страна на Александар Стојановски. Дали местот кај што ќе се бие директно во голот на Ристов, или може би ќе биде ова уште еден центаршот. Ова беше доста опасно, профучи таа топка. Додуше од место кај што го следиме над преворот, не може да процедиме колку беше близко или далеко.
Ристов ќе офрли топката во игра. Конечно поголем број на фудбалери во сини дресови во оној средишен дел, но веднаш се губи топката и сега е поразредена пак одбраната на домашните. Добро решение таму на Стојановски. Греши Цимишиќ. Нов напад на гостите. Центар шут. Нема ништо очигледно. Димчевски. Трипунов. Вот, Тоша Димчевски. Васко, знаешь, Васко и Белов. Васко или стойте играющий Васко. Это сильно. Има ли можност домашните да организирате една опасна акција? И ова е корнер. Диковски. Или Прибаđe Petrov, поправиш ovaj тим. Дошо летна, вамо ќе влезе сам. Нема така ќе влезе. И има прекршок на гостинскиот голман. Веднаш изведен. Но за момент само успеа да прифатат топката домашните, но потоа ја загубија. И сега прекршок. Келов. Тутарков, аут. Тарков тоже вас. Кајна трениране ќе ги грема. Ристов. Има ли кого да проигра? Кон Куртиши. И тука е нормално и Диковски. Петковски. Ова можеше да биде доста незгодно.
Куртиши добро таму загради, потоа и прекршок. Михајлов. Андов враќа до Димчевски. Повторно до Михајлов. Лошо е тука како се загуби топката и Михајлов не го направи тоа добро. Димчевски изфрлава аут. Доволно време да се врати на своето место. Давчев. Добра интервенција на Стојановски. Петковски. И добра. Ќе беше ова добро, но Ганчев добро следеше. Ако прескокнеше топката, Куртиши ќе беше сам пред гостинскиот голман. Добро решение на Стојановски Александар. Остава за Јовановски. Конандов. Некако спласта темпото, позастана и гостите, може би избираат сила за посериозни напади. Може би домашните подобро организира одбраната. А сега беше ова добра замисла на Илија Давчев, но отиде таа топка во голаут. Да ги споменеме уште наши двојките кои денес играат, односно 10-тото коло, Варош Партизан Бршан, 11 октомври Борец, Дојранско езеро Големо Конјари, Црвена звезда Јосифово Млекар, Превалец Победа јуниор и Бабуна Вардар Неготино. Тоа е овој надпревар што следи. 0:0. 60 минути веќе поминаа од надпреварот. Не беше толку празно, имаше и неколку шанси. Сепак некако гостите поподготвени, поагилни. А Бабуна како да чека својата шанса, своите 5 минути, дали ќе ги има, останува да видиме. Михајлов. Конандов. Имаше таму проблеми Гелов. Давчев. Одлично пресеше таа топка Михајлов. Андов. Дуков. Виде дека не може никако да дојде до топка и мораше да прави прегрешок. Димчевски. Лошо. Идејата беше изгледа да се проигра Куртиши, но не стигна таа топка до него. Ништо. Дали се обредувато Трков се жали на повреда. Корнер по левата страна за Вардар. Давчев.
Лесен пленува топка за голната домашните Ристов. Андов го има горе Куртиши, него виде, Петковски погледна, но доста брзо се враќаат гостинските фудбалери и веднаш е поставен тој беден пред голот на Соколов. А ќе има замена во редовите на гостите. Соброј 10, Вареловски се готви да влезе во игра. Андов. Доста борбено на средината на теренот. Некако се засели играта. Доста подсврсто, но без контакт, без прекршок, што беше доста битно. Давчев. Добра интервенција на Тутарков и изфрлена топката што далеко од голот на Ристов. Имаме замена во редовите на гостите со Вареловски Никола. Да видиме на чие место. Со број 15 Дуков Сашо одигра добро. Барем во делот на движењето, на трчење, се виде дека се доста физички спремни и ова лошо. Сега го прави Милан Давчев, деконтролирано, која му беше идејата, може би он не знае. Седумдесета минута од надпреварот, 0:0. И овде имаше судар, настрада Тутарков. Се виде дека и претходно се пожали удар во глава, второ веќе. Само да не е нешто посериозно. Нема да биде ништо сериозно, според реакцијата на играчите кои беа нели наоколу и докторот нормално. Тодор Кичуков. Доста искусен лекар кој знае сериозно да процени состојбата. Петковски. И има ли сила Диковски? Не. Но изфрла во аут Гелов, не сакаше ништо да ризикува, а се враќа во игра Дамјан Тутарков.
Аут за Вардар. Контакт на Валяловски. Петковски. Немаше тук изест, многу фудбалери. И има сега прекршок, а играчот со број 14, мислам дека заслужи црвен картон. Да, заслужи црвен картон по прекршокот над него, удри очигледно и реагираат на помошниот судија, кој мораше да види дека лактот на гостинскиот играч заврши во лицето на играчот. Кој се селани, нема селани. Не вреѓе, бе. Судијата не вреѓете се. Не вреѓе судијата. Продолжува играта, ќе се намират духовите сигурно. Нов напад за екипата на Вардар. Добра интервенција бележиме таму на Михајлов. А со број 3 Јовановски подалеку од својот гол. Некаде околу 80 минути поминаа од надпреварот, 0:0. Ево исправка, 75-та минута. На камерата се гледа подобро. Продолжува притисокот на екипата на Вардар. И лесен гол, ќе речеме. Невнимание на домашната одбрана. Сигурно дека многу им значи овој гол. Остануваат во битката за првото место. Со број 8, тоа беше Игор Трипунов. Седумдесетта минута беше во тек, 76-та. Сега да видиме дали нешто ќе сменат во играта домашните. Нема веќе што да калкулираат. Ова можеше да биде многу поопасно како помина.
Нов напад на гостите. И ова е гол аут. Той изпълна гома 2 метра назад. Куфи. Има победа Вардан. Как? Добра акција на Стојче Крстев. Добра. Кого избраха? Кого избраха? Трябва да го изборваш ще да. Зборов да попад за него, защото тя да му река. Добро се еди. Имаме прекашок тука на Цимишиć. Добро е да погледам. Гледа прво време во преводец. Било еден мала млетава игра. Не, ево ги избракаш там. Това му ще предоставя, се знаеш. Има ли можност да притиснат сега домашните? И има тука прекашок. Врз број 9 врз Андов. Дали ова во зоната нуда, сепак ова е далеко. И има изграден и силен удар Андов. Да видиме дали повторно како во првиот дел ќе бие директно во голот на Соколов. Добра интервенција на Соколов. Ја фати оваа топка, тргна лошо. Имаше некој ефе, лошо, а потоа испушти, но и во вториот обид успешен. Напад на гостите. Нападот е најдобро одбрана нормално, но сега грешат, не стигнува топка до Вареловски. Имаме прекршок над Петковски. Крстев ја остави топката за Гелов. Давшев. И лошо. Добра идеја. Не беше толку лошо колку што беше непрецизен центар шутот. Петковски. Андов. Знаеше дека е во офсайд Куртиши. Затоа застана.
правилно решение на судијата. Имаше прекршок над Куртишиот, кога виде дека во продолжение акцијата не оди во сакан правец. Санкционираше она што беше, макар што не дојде на одобрување на навивачите на Вардар од Неготино. Давшев центрира во грбот на Тутарков. Крстев по десната страна до Најдов. Ако Андов го проигра по левата страна, продолжува Андов сам и Петковски во позиција да и греши Петковски. Шанса која можеше да израмнат домашните, не знам зашто Луко нерешително ова го направија. Сега се жали некој гостите на повреда. Всеки напред гол не може. Осумдесет и трета минута од надпреварот. Се пожали таму на повреда Љупчо Ганчев. Укажана е лекарската помош. А отидоа таму два играча на Вардар Неготино на загревање. Два жолти, Крстев кај гостите и кај домашните Александар Петковски. Не може да видиш кој е. Мирен надпревар. Нема причина да се изроди нешто повеќе. Сретно топката до Ристов. Овој веднаш. И има прекашок над Куртиши. Петковски. Коландов.
Трипунов. Продолжува акцијата на гостите. Давчев повторно Трипунов. Ја губат гостите топката, но сепак стигнува до Илиевски. Не, тука дете Андов. Цимишич не сконтролира оваа топка. слаби бал кој го скора. Сега го ставате, бе, сега е точно толкова. Вой да ти добро како стане. Сега го ставате. Овој го знам. Добро не сега го ставате. Продолжува играта. Се ближи крајот на надпреварот. Водат гостите со 1:0 со голот на Трипунов во 75-та минута. Картинов во игра со обре 5 на местото на Тутарков. Атанас Ристов со број 9. Чекај, тук со број 9 има играч, как ти влезе 2 со број 9? Мислам да имаш голот ќе го даде први. 8. 8. Ристов, Атанас во игра. На местото на Крстев. Ова на што требаше во играта на домашните со број 8 требаше од поводам да игра среде. Може би Картинов на центрахафовска позиција. Димчевски враќа до Ристов. Има 100% шанси да. Картинов кон Стојановски. Има ли можност за центаршот? Да. Притисок на Бабуна во последните моменти од средба. Помина регуларните 90 минути, си игра продолжувањето. Напад по десната страна на Неготино. Екипата на Вардар продолжува втор сатошот и ова ќе биде втор гол, да. Повторно со број 8. Трипунов.
90-та минута, Трипунов, 2:0. Завршена работата. А ако беше крај? Ако беше крај, ало. Димчевски, Петковски, Андов, Футбол касно, ако гледаш, Михайлов, футбол ако не даеш ки дават. Ако чиста шанса, наистина. Соброј 8, да, заработува жолт картон, оправдано. Немаше причина, 4-5 секунди по свирката на судијата испуца таа топка и тоа одеше во телото на противникот. Соброј 5 во игра с Милков Марјан. На местото на Петковски Стојан. Андов не помина. И крај на преворот, победа на екипата на Вардар Неготино со 2:0, стрелец на двата гола Трипунов во 75-та и во продолжението во 90-та минута. Тоа беше се од градскиот стадион во Велес, значи на рамките на 10-то коло на третата фудбалска лига Исток. Вардар Неготино стигна до заслужени 3 бода во Велес против Бабуна, бодови со кои останува во битката за прво место. Што не гледачи, тоа беше се. Ви благодарам за вниманието. До наредниот спортски настан. Пријатно.